Македонските ученици низ образованието не научуваат доволно за подоцна кога почнуваат да работат со сопствениот труд, да создаваат поголем раст на економијата, покажуваат резултатите од тестирањето на ПИСА, програмата за меѓународна оценка на учениците од 2015. Во светски рамки, македонскиот образовен систем дава најслаби резултати и сме во друштво со Косово, Тунис, Алжир. На врвот на ПИСА ранг листата се Јапонија, Финска, Естонија и Канада. Секоја нова генерација која што доаѓа се задоволува со многу ниски резултати. Значи учениците немаат желба, ниту пак целат кон високи резултати да постигнат високи резултати во училиштата. Зашто мотивот да се научи повеќе се помалку е присутен меѓу учениците? Професорите во средното училиште Васил Антевски Дрем во Скопје велат дека мотивот за покреативно предавање на содржините изостанува и кај нивните колеги. Мотивацијата на професорот во ова денешно време е изгубено, пред се значи од неговата да кажеме финансиска поткрепа или која што му следува надокнада за неговата работа завршена. И од Бирото за развој на образованието се согласни дека платите на наставниците се мали и едно од решенијата гледаат во кариерниот развој. Доколку овој дел од законот стапи во сила, тогаш секако дека покрај желбата за нивен професионален развој, покрај мотивацијата кај учениците да имаат поголеми успеси, исто така и личната мотивација за развој во нивната кариера и така ќе биде мотив за понатамошна нивна обука. Истражувањето за квалитетот на образовниот процес на Finance Think покажува дека на часовите доминира устното предавање и дека 75% од наставниците го практикуваат овој метод. Но и натаму, часот се сведува на екс-катедра. Наставникот предава додека учениците слушаат. Во основните училишта ни фалат лаборатории, значи според мене треба училиштата да се оплеменат со лаборатории каде што учениците ќе може да го вежбаат знаењето кое што го стекнуваат на наставните часови. Бидејќи работам во средно училиште и во средното сметам дека недостасува практичната настава, значи недостасуваат виртуелни компании, исто така каде што учениците ќе можат да го практикуваат знаењето кое што го стекнуваат на наставните часови. Но тимот професори формиран од Министерството за образование работи на реформи кои треба да го развијат критичкото мислење кај децата. Тоа е еден од клучните приоритети и во нацрт стратегијата за образование 2018-2025. Промените прво се планираат кај учениците од 1 до 4 одделение. Децата ги растоваруваме од часовите, нема да имаат 5-6, ќе имаат најмногу 4 часови неделно. Тоа значи дека споредбено со постоечката наставна програма ги растоваруваме околу 3,5 часа неделно. И тоа не е малку. Реформи се планираат и за начинот на кој наставниците ќе ги избираат содржините што ќе ги предаваат на децата. На наставниците им даваме предлог активности. Тие активности ќе ги мотивираат едни меѓу други, да ги гледаат, да размислуваат креативно, да измислуваат нови, како ќе реализираат одредени цели. И тие цели не се дадени таксативно, една по друга да ги реализираат. Имаат слобода да ги гледаат целите и сами да проценуваат кои цели ќе ги интегрираат. Ако изменетиот начин на учење на децата биде прифатено од Министерството за образование за најмалите ученици од 1 до 4 одделение, тој би почнал да се применува од следната учебна година.